Почитувани колеги, почитуван заменик министер, поднесуваме комисијски амандман, односно во разделот 05001 Министерство за одбрана, програма А, во подпрограмата А2 пренесување на надлежности на единици на локална самоуправа, во втората подколона од колоната расходи на основен буџет за 2025 година во ставката 442 наменски дотации, износот 530 милиони се заменува со износот 1 милиарда и 30 милиони. Во разделот 09002 Министерство за финансии, функции на државата, во програма 2, во подпрограма 20 функции во втората подколона од колоната расходи на основен буџет за 2025, во ставката 485 вложување и нефинансиски средства, износот 643.547 милиони се заменува со износот 143.547 милиони денари. Со предложениот амандман бараме зголемување на буџетските средства наменети за функционирањето и развој на територијалните противпожарни единици во износ од 500 милиони денари со цел зголемување на платата на пожарникарите, нови вработувања и подобрување на условите за работата, безбедноста и ефикасноста на пожарникарите. Средствата ќе бидат наменети за одржување на постојната механизација, подобрување на условите за работа во противпожарните станици, набавка на лична заштитна опрема за пожарникарите и дополнителен надомест за вонредно ангажирање на пожарникари и други лица. Инвестирањето во пожарникарските служби, инвестиција во јавната безбедност и заштитата на животите и имотот на граѓаните. Вложувањето во превенција и подобра подготвеност значително ги намалува долгорочните трошоци и штети предизвикани од пожари и други катастрофи. Изминатиот период сведоци сме на активни пожари низ целата држава, почнувајќи од Чучер Сандево, Крива Паланка, Николич Водојран, Куманово, Македонски Брод, Прилеп, вчера актуелно и пожарот во Злокуќани во Карпуш и на други населени места и така натаму. Многу е битно за едно вакво прашање кое што е од општествено значење, секако да допринесеме сите заедно, без разлика на нашата политичка припадност, и да успееме да ги унапредиме и противпожарниот систем, меѓутоа и самата улога на пожарникарите во справување со ваквите активни пожари. Истото ни се случи и минатата година, истото ни се повторува и оваа година. Ние како пратеничка група на СДСМ и коалицијата добро знаете дека ги повлековме сите амандмани за да имаме насочени средства повеќе кон системите во Центарот за управување со кризи и Дирекцијата за заштита и спасување, се што треба да се направи за да се помогне на овие институции, за да не доаѓаме во ситуации да немаме соодветни капацитети, да немаме доволно капацитети и да не сме соодветно подготвени. Затоа треба да бидеме вклучени сите во рамки на овој процес. Законот истакнува дека на 1500 жители треба да имаме по еден пожарникар. Тоа е наведено и во самото законско решение, меѓутоа и досега е зборувано на најразлични форуми. Врз основа на оваа математика има двојно помалку пожарникари од законски предвидените норми, а се провлекува исто така и проблемот и со возила и со опрема. И во моментот, ако го имаме во предвид оваа законска одредба, имаме помалку од 400 пожарникари во сите единици, иако тој број треба да биде поголем од 800. Исто така дел од пожарникарите работат со стари возила и со стара опрема, а не постои ниту соодветен тренинг центар за обука за новите и старите пожарникари. Затоа што во сите општини различна е поставеноста и самата посветеност на унапредување на положбата на противпожарните единици, кои што имаат некаде возила дури од 50-та година, нешто што е останато уште од стариот систем, па се сведува сето тоа да оди постојано на поправка, за да имаат поуспешна работа.
Знаеме и сведоци сме дека имаме огромен број на донации и од посебни организации, и од посебни амбасади и така натаму, кои што секако се во рамки на таа помош. И секоја општина оставена е сама на себе да се снаоѓа, бидејќи предизвикот или тестот кој што го има секоја општина соодветно токму кога имаме вакви пожари се предвидува на незината капацитетност и добра логистичка подготвеност, и затоа треба сите заеднички да направиме да ја унапредиме оваа ситуација, да направиме една подобра ситуација и за противпожарниот систем, меѓутоа и да овозможиме соодветно вреднување соодветно на трудот на самите пожарникари. Како што напоменав, лани имавме истата ситуација кога изгореа повеќе од 10% од територијата на државата. И во период од таа една година можеби требаше да се набави нова опрема, да се вработат обучени пожарникари со достоинствени услови за живот и да се сервисира навремено флотата за авионите за гасење. На минатиот ребаланс во 2024 година, повторно како пратеничка група на СДСМ и коалицијата, поднесовме исто така амандман за соодветна награда за пожарникарите, полицајците, војниците и сите оние кои што учествуваа во гасењето на пожарите. Бидејќи во тој период алармиравме и кажувавме дека се наоѓаме во сериозен процес и врз основа на тоа потребно беше да се дадат соодветни награди и соодветна сатисфакција, но повикувавме да имаме еден заеднички пристап, да не полемизираме, да не ја злоупотребуваме состојбата за ефтини политички поени, напротив, сите заеднички да застанеме во афирмација на овој процес. Врз основа на тоа, повторно ќе напоменам, за вакво клучно, сензитивно прашање ни е потребен политички консензус и едно охрабрување меѓусебно за да го прифатиме овој комисијски амандман, да не останеме неспремни, бидејќи за една година многу малку се има направено, и системски пристап да имаме, меѓутоа и од логистички, и од финансиски, и од социјален аспект. Токму сите овие предизвици се содржани во овој амандман и ја барам поддршката и од владеачкото мнозинство за да успееме да помогнеме и на сите општини, меѓутоа и на државата со развиен противпожарен систем, унапредена позиција на пожарникарите, за да пак ќе кажем не се сведеме да бидеме неспремни и да бараме соодветна поддршка од другите земји, наместо ние да си ги решаваме тука работите. Ви благодарам.